Жителите од населбата Драчевик во понеделникот попладне одржаа мирен протест поради почетокот на изградбата на ламелата број 3 од стамбениот објект за сместување на семејствата од социјален ризик. Причина за протестот, како што рекоа, е што се влошила безбедносната состојба во населбата, односно зачестиле кражбите, нарушувањето на јавниот ред и мир, а имало и насилство и физички инциденти. Се уништувала и урбаната опрема и природната околина. Поради тоа, параат привремен прекин на градежните работи на новиот објект, додека не се решат актуелните проблеми. Дел од станарите од втората ламела ни прават огромни проблеми. Значи, проблеми се состојат од постојано нарушување на јавниот ред и мир, постојано загадување, дивење со нерегистрирани возила. Значи, тоа е страшно да се живее тука. Навечер во ниедно време пуштање гласна музика, исто така слушаме постојано заканувачки зборови, ќе те убијам, убиме и така натаму. Значи, чашата ја прели настанок кој се случи пред една недела. Значи, тука имаше голеници со ноживи и со шипки. Значи, тука сите сме ние со фамилија, со деца. Значи, веќе тоа не се трпе, како да ви кажам. Значи, да го гледаш, тоа е страшно за возрастен човек, а камоли па за мали деца. Тоа е тоа. Ние не сме против изградбата на социјална зграда, меѓутоа бараме да се сопре времено, се одека не се рачат овие наши проблеми. Учесниците на протестот рекоа дека како крајно решение ќе бараат надлежните институции да преземат мерки за да ги иселат проблематичните семејства, за да не страдаат сите останати жители во населбата. Споменаат дека имаат и проблеми со водоснабдувањето, па не се сигурни како всилувањето нови семејства ќе влијае врз притисокот во водоводната мрежа. Освен тоа, уништени се и реквизитите во новоизградениот детски парк, а се сечат и стебла во зелениот појас во околината на населбата. Побаравме да се направи тротоар низ нашата населба, има многу деца што одат пешки на училиште до Кирил Методи, што е некаде околу 3 км од тука. Пешачка патека, тротоар се направи само од канал исто до социјалната зграда. Другите улици нема никаде тротоар. Значи, исто така доле критична точка на оваа населба и мостчето што е на канал. Значи, мостот е тотално необезбеден за мали деца. Знаеме, децата кога одат на училиште се туркаат, се онаду. Може да падне некој дете, после тоа ќе биде касно. На присутните на протестот им се обрати и градоначалникот Николчо Илиев. При тоа тој ги информираше дека локалната самоуправа не е надлежна за изградбата и вселувањето на станарите во социјалната зграда. Во конкретниот случај ние немаме надлежност. Значи, во делот ниту на градбата, ниту во делот на кој ќе биде вселен во овие згради, ниту пак кој ќе биде иселен. Значи, прво и основно таму надлежност има Центар за социјални грижи, во чија што надлежност се лицата кои што се вселени. Понатаму не е СИС повеќе, тука е акционерско друштво за стамбени деловен простор кој што стопанисува со оваа зграда, со зградите кои што се изградени и понатаму, како што реков, полициската станица. Апсолутно имам разбирање и целосно ги поддржувам граѓаните во делот на почитувањето на сите законски мерки од сите граѓани, почнувајќи од мене па завршувајќи со секој друг кој што живее во овој населба и во овој град. Ние сме должни да ги почитуваме сите закони. Секој оној што не ги почитува, надлежните институции треба да ги преземат соодветните мерки, се со цел да граѓаните можат слободно да се движат и да живеат во нивните домови. Не сум запознаен дека некој има нешто против градбата, бидејќи начинот на решавање на социјалата е изградба и на овакви стамбени згради, како што е предвидено впрочем и со урбанистичкиот план од 1998 година. Значи, ова зграда со намена А2 е уште од 1998 година и постепено се градат ламелите од ните зградите една по една и секако дека во надлежност изградбата и финансирањето е во надлежност на владата, односно на надлежните министерства, Министерството за транспорт и врски во овој случај, и тие нема потреба да не консултират нас. Значи, апсолутно, тука не гледам ништо спорно. На реакцијата на граѓаните дека се загрижени за проблемите со водоснабдувањето поради изградбата на новиот објект, Илиев објасни дека комуналното претпријатие Водовод ја завршило изградбата на нов експлоатацијски бунар за градскиот водовод. Исто така ќе се гради и нов резервоар за вода за објектите во така наречената висока зона, во која спаѓа и населбата Драчевик.